Нетрпеливост, кавга, жолчна расправа во судскиот совет и денеска, ама зад затворени врати. Повторно обвинувања, тврдења за закани, притисоци и влијанија врз членовите на советот. Разрешената председателка Дамева го отстапи председателското столче и седна како член на највисокиот орган на судската власт. Иако беше најавено, изборот за нов председател не се случи. Заменикот на Дамева, Селим Адеми, ќе остави страстите да се смират до 2 мај. Седницата ја закажа за попразниците. Причината наводно било отсуството на Татјана Стевкова, која не присуствуваше ниту на вчерашната седница. Предлогот за да се одлага денешната седница за 2.5 го ставам на гласање. Кој е за? И јас 8 за и 4 против. Дека несогласувањата во судскиот совет нема така лесно да се смират, доказ беше и двочасовното чекање на новинарите пред вратата на советот, а караниците меѓу членовите се слушаа низ прозорците. Но и на самата седница дел од членовите реагираа за текот на работата на највисокиот судски орган. За мене се познати, меѓутоа еве јавноста да чуе некои причини од вас. И вчера и денеска ве наслушавме, многу зборувате во наводници, но кога се толку транспарентна, ево јавноста е тука, по завршување или одлагање на седницата, може да одржувате прес. Адеми се воздржа од коментирање на незаконското разрешување на Дамева. Кој може да прави притисок на судија? За разлика од Адеми, Дамева немаше проблем повторно да потсети дека тој требало да се погрижи членовите на советот да не бидат предмет на закани, притисоци и влијанија, но изостави и не кажа од каде и од кого. Требаше да не заштитите вие како заменик председател и одговорен во овој момент председавач на оваа седница, да не заштитите од сите можеби влијанија, притисоци, закани и така натаму. Невладиниот сектор реагира дека разрешувањето на Дамева од страна на нејзиниот заменик не е предвидено во законите. Постои постапка која што трае, значи треба да се поднесе барање за доколку постои дисциплинска повреда, потреба да се поднесе барање за дисциплинска постапка. Барањето против кого е поднесено, односно членот, треба да се произнесе по истото, потоа треба да оди на седница. Значи тоа е еден процес кој што трае многу подолго од самото разрешување. Председателот Пендаровски оценува дека однесувањата на членовите во советот не му прилегаат на телото кое има одговорна улога во поставувањето и разрешувањето на судиите. Инаку писмото на американската амбасадорка Агелер вчера само го разгори оганот кој веќе тлеел меѓу членовите на судскиот совет, па како точка на дневен ред се најдоа меѓучовечките односи. Тоа резултираше со предлог на Адеми за разрешување на Дамева, откако таа не си даде оставка како што бараше нејзиниот заменик. Скандалозно за јавноста беше и самото поставување на Весна Дамева за председател на советот пред 4 месеци, бидејќи таа била дел од правната комисија на СДСМ, а јавноста виде нејзина фотографија со екс-лидерот на социјалдемократите Зоран Заев.